Тиранската платформа доведе до институционална криза, блокада за влада, неизбор на председател на собранието. Вели македонскиот председател Георги Иванов во интервју за виенскиот дневен вестник Винер Цајтунг. Во интервјуто Иванов изразува разочараност од Европската унија поради отсуството на осуда за Тиранската платформа, со која според него се уништил договорот од Пржино. Европската унија е импотентна и без мог. Тие го водеа целиот процес и го донесо Пржинскиот договор од 2015 година, со кој требаше да излеземе од кризата, но Тиранската платформа доведе до институционална криза, блокада за влада, неизбор на председател на собранието. Европската унија и Америка беа вклучени со цел да се реши политичката криза, но тие не ги осудуваат оние што им го попречија решавањето на политичката криза и што создадоа институционална криза, а тоа се Еди Рама и албанските политичари, кои им го срушија целиот труд овие 2 години. Тиранската платформа со еден удар го уништи договорот. Сега сме во институционална криза што нема врска со Пржинскиот договор, истакнува Иванов за Винер Цајтунг. Во интервјуто председателот Иванов јасно посочува дека Македонија нема поинаква стратешка цел од членството во Европската унија и НАТО. Прашан за евентуалната можност да се бира влада во собранието, без определен мандат од страна на председателот, Иванов со став дека тоа е правно неиздржано. Тоа е само желба, тоа е правно неиздржано. Таква влада нема да има легитимитет. Ова јасно е наведено во нашиот устав. Согласно член 90 од уставот, само председателот на државата може да го определи мандатот за состав на влада. Во таков случај би имало 2 влади, актуелната која е техничка влада и влада која што е без легитимност од председателот, односно без уставна основа. Значи ќе влеземе во уште поголема криза, додава Иванов. Во интервјуто председателот Иванов објаснува дека од прогласувањето на независноста на Република Македонија, секогаш првопласираната партија на изборите го добивала мандатот за составување на влада. По изборите на 11 декември јас го сторив она што јас и моите претходници секогаш сме го правеле. На победникот на изборите му се доделува мандатот за состав на влада, вели македонскиот председател. Но ВМРО ДПМН не успеа да коалицира со партиите на македонските албанци во предвидениот рок од 20 дена согласно уставот. Да бидам попрецизен, коалицијата всушност беше договорена, но во последниот час имаше телефонски повики, коалицијата се распадна, одговара председателот Иванов. На прашањето кој бил повикувачот, Иванов одговара: "Вие сте новинар, вие можете да го истражите тоа." Прашан што ќе се случи доколку некога се избере председател на собранието, а шефот на СДСМ повторно се договори со партиите на македонските албанци и посака да состави влада. Иванов со став дека на таква коалиција нема да го даде мандатот. Јас на таква коалиција нема да го дадам мандатот, и тоа од политички причини, вели Иванов во интервју за виенскиот дневен вестник Винер Цајтунг. Иванов исто така беше запрашан и за тоа како ја гледа новата администрација на САД под новиот председател Доналд Трамп, кој одговори дека на Трамп треба да му дадеме време. Прашан за коментарите од руското МНР за случувањата во Македонија, Иванов со став дека Русија никогаш не се мешала во Македонија, дека само го искажала своето мислење и дека тоа е легитимно. Во однос пак на предстојното австриско председателство со ОПСЕ и можното засилено влијание на Австрија во регионот, председателот Иванов вели дека Австрија е голем пријател на Македонија.